Празни и напуштени дуќани во објекти кои едва и функционираат. Ова е заедничка карактеристика за двата подземни и единствениот надземен пешачки премин во главниот град, што повеќе децении никако не успеваат да ја остварат својата цел, да бидат самоодржливи и да не бидат хорор зона, особено кога минувате низ нив навечер. Како по обичај, од градската администрација на Данела Арсовска не одговорија на прашањата на ТВ Алфа, на што се должи незавидната состојба во која се наоѓаат овие објекти. Единствениот кој е изграден над булевар е преминот Влајко во општина Карпош. Прво што може да се забележи кога некој се обидува да го премине е неговата дисфункционалност. Ескалаторот е искршен, а не функционираат ниту лифтовите. Искршена е и стаклената ограда. На само 20 на метри од него има пешачки премин со семафори, што прави пешаците да имаат избор, дали да одат по подолгиот пат и да ги качуваат скалите на Влајко, или едноставно да почекаат да се вклучи зеленото светло. Но ова не е единствената причина, зошто тој не се употребува често. Надвозникот Влајко е заклучен за викенди, празници и други неработни денови, но и во попладневните часови, па граѓаните ретко кога може да го користат. Изграден во 2006 година, под оправдание дека ќе функционира како безбеден премин за учениците од основното Димо Хаджи Димов. Има 16 дуќани, односно по 8 од двете страни, но во моментов таму функционира само еден од нив. Не. Зошто не го користите надвозникот? Затворен се гледа. А ете дали кога е отворен му го користите? Не. Обично на семафор. Едно време се идеше од тука. Значи, ама сега више готово. Гледам запустено, јас се качив еднаш горе, ама. За разлика од Влајко, подземниот премин Скопјанка, кој се наоѓа кај истоимениот трговски центар и во близина на Скопската железничка и автобуска станица, дуќаните веќе се во приватна сопственост или изнајмени, но ретко кој функционира. Покрај силната реа на фекалии и нечистотија, забележително за подземниот премин Скопјанка се бројот на дуќани кои се продаваат или издаваат. Скопјани, за да не го користат овој премин, буквално претрчуваат преку булеварот Јане Сандански, ризикувајќи си го животот. Ретко користам куќиње, има некој пат се трчаат по нас и поише вака преку улица, ма некој пат и казна може да платиме. Да. Не знам дека постоело ова за премин на улицата. Појма немав. Мислев дека еднаш имам слезено од дуќани, мислев дека има. Меѓутоа ништо не видов и уште еднаш никогаш поќе не сум слегла. Малиот број на дуќанџии кои работат веројатно е една од причините зошто граѓаните го избегнуваат тунелот. Речи се никој и не минува низ него, па и дуќаните не можат ништо да заработат. Најстариот од ваквите премини во главниот град е кај хотелот Континентал. Изграден пред половина век под булеварот Александар Македонски, во овој тунел затекнавме најголем број луѓе. Тој го спојува трговскиот центар Изгейт и кампусот за природни науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи. За разлика од оние во општина Аеродром и Карпош, подземниот премин во Газибаба скопјани се принудени да го користат, бидејќи не постои друг начин како да се премине преку булеварот. Дури и преку ден, тунелот е во мрак, па и покрај тоа што спојува фреквентни локации, граѓаните го избегнуваат. Лошо мириса. Затоа не поминава многу, затоа. Ниту овој не е во подобра состојба од останатите. Од 10 дуќани работат само 2, копирница и пекара. Тоа што граѓаните често го користат бидејќи мораат, не прави дуќаните да се разработат. Сите три премини се замислени да бидат самоодржливи. Продажбата на дуќаните да врати дел од инвестицијата, а замислата да функционираат како мали трговски центри да го покрие одржувањето и да ја заживее локалната економија. Но и по неколку децении. Тие не ги имаат исполнето своите цели и остануваат како финансиски товар за локалната самоуправа.